Незиното име е херојство. Уште од маличка живееше во само свој свет и сонуваше со отворени очи. Да биде идна лекарка, да им помага на немојните, да посети далечни дестинации. И во моменти кога почна да го реализира својот сон, Бог и неговата промисла имаа поинакви планови. Голем дел од незините соништа постана неотсонувани, зашто знаете како велат, нема и не постои поголем и подостоинствен гест и израз на хуманост и љубов и кон човекот и кон човечкиот живот од донорството на органи. Млада и неверојатно убава, исклучително интелигентна и борбена, таква личност беше нашата Ивона. Постигна многу нешта за незините 22 години. Една чудесна девојка за која што ниту еден епитет не можеше и не може целосно и сосема да ја опише и неа, и незината широка душа и големото срце незино, и за светот, и за човекот. Одлична ученичка во основното училиште Даме Кравчев, одлична средношколка во средното медицинско училиште доктор Панче Караѓозов и абсолвент на радиологија на медицинскиот факултет во Скопје. За неа незината класна раководителка ќе го напише ова: Ивона, девојчето со најубавите очи и најубавата насмевка, тивка, ненаметлива, вредна, добродушна, а сега јас би додала и бесмртна хероина, запаметена во животите и по незиниот живот. Навистина таква беше нашата Ивона. Осамостојувајќи се многу рано, ги совлада најважните животни лекции, напредуваше, ги поместуваше границите на своите можности. Медицината и беше незината љубов. А незините родители секогаш со гордост се фалеа пред блиските. Ова е нашата Ивона. Ова е нашата хероина, нашата звезда водилка. И со право беше така, зашто таа беше вистинска звезда водилка за сите оние кои што ја имаа среќата да ја познаваат и да бидат во незина близина. Со почит и емпатија за блиските, за роднините, за пријателите, за немотните. Квалитетот на нечи живот, велат, е право пропорционален со неговата посветеност да се биде исклучителен, без оглед на областа од неговото действување. А Ивона беше и остана бестрашна. Големиот Далај Лама во една прилика рекол дека нашата примарна цел во овој живот е да им помогнеме на другите, а ако не можеме да им помогнеме, тогаш барем да не ги повредуваме. Кога светот и земјава беа исправени пред најголемата закана на човештвото, короната, која се протна како крадец во нашите животи, и кога вирусот деснееше низ светот, па драстично се промени и сценариото и бројот на заразените почна незапирливо да расте, таа, нашата Ивона, одлучи да застане во првите редови, како и многумина од вас денес тука. Рамо до рамо со своите постари колеги да помогне, и тоа ни малку, ни повеќе, туку на инфективната клиника. Во епицентарот, што би рекол некој на пеколот. Ниту еднаш не се пожали, ниту еднаш не одби дежурство, ниту еднаш не се посомнева во својата одлука. Знаеше и веруваше во своите одлуки, во својата мисија, која што самата таа уште од малечка си ја постави. До последниот здив. Кога сега зборуваме за неа, се будат спомените, се будат емоциите од минатото, незината насмевка и ведар дух ја красеа секоја незина мисла, секој незин збор, бидејќи повикот на младоста беше незината сила, незината моќ да владее со добрината која што несебично ја делеше и ширеше како аура и светлина во просторот. Велат, човек го дава и го подарува од себе она што го има, што го носи во себе од моментот на своето раѓање и доаѓање на светот. А Ивона
И Ивона беше зависна од големи потфати, од големи успеси и големи остварувања. Сакаше слобода, сакаше авантура, го сакаше светот на дланка, сакаше уште и многу повеќе и постојано. Остана многу нереализирани дестинации, многу зборови недоречени, многу планови недовршени. И за неа, и за незините блиски. Кога некој близок ќе почине, ние всушност губиме и важен дел од самите себе си. Покрај тоа, загубата не принудува да видиме дека промената е неизбежна и дека времето тече. Без разлика колку сакаме да задржиме некои моменти, некои луѓе и некои нешта во нашите животи, промените доаѓаат. Свесни сме дека не можеме да го промениме минатото, но со сигурност можеме да научиме од него и од некои луѓе дека треба да им го сочуваме споменот и нивната вредност на оние кои што ги сакаме и да научиме нешто од нивното херојство. Ивона заслужи да биде запаметена и споменувана, бидејќи несебично и со своето занимување подари шанса за нов живот на друго лица. Да ни покажа што значи да сакаш и да бидеш сакан, што значи да почитуваш и да бидеш почитуван, но не научи на нешто многу друго и многу поважно од тоа што претходно го кажа. Дозволете ми да се обратам вака. Драга Ивона Пешевска, обично за оние што заминуваат од нашите животи, се дава едноминутно молчење, но ќе ми простиш и ти, и твоите блиски, и сите вие тука денес, затоа што од вас ќе побарам наместо едноминутно молчење, еден огромен затоа што всушност Ивона е жива. Ивона е жива и во животите и во оние луѓе кои што со својот живот ги спаси. Ивона е жива и во името кое што од денес ќе го носи хуманитарното друштво на Сдруженијето за нас. И сега ќе ми дозволите, сестра Бешлиовска, да го кажа она што го има, само уште еднаш ве молам да научиме нешто од херојското дело на Ивона. Нека ни е вечна слава. Многу е тешко да се изразите кога треба да ги на едно место строчите емоциите и она што сакате да го кажете. Со златни букви ние го опишавме името на хуманитарното друштво на Ивона Пешевска. Тоа што хуманитарното друштво до сега го сработи и го направи заедно со целокупното сестринство внатре продолжува. Продолжуваме со акција идниот месец. Имаме донација од компанијата Македонија осигурување, меѓутоа се што правиме со нашите донацијски базари во периодов наназад, забележувате дека на сите настани го имаме донацијскиот базар, каде што од општествено одговорните фирми, па вклучително се до монасите и монахињите од Рајчица и Бигорски добивме донации за се она кое што дополнително ние ќе треба меѓу себе, нели, символично да го откупиме, па на тој начин да донираме. Имаме посебна наша сметка на хуманитарното друштво Ивона Пешевска, каде што сите средства донацијски од сите општествено одговорни фирми, од сите нас медицинските сестри, каде што ја подигаме свеста на едни со други, меѓу сите нас да си помогнеме,
Хуманитарното друштво помогна до сега на многу наши колешки кои што беа во незавидна ситуација и после ковидот се најдоа во незавидни ситуации и финансиски и морални со нивните стргувајќи се со нивните болести и последните донации успеавме да ги овозможиме дури за една наша драга колешка за нејзиното мало дете. Така да нашата племенита професија и нашата хумана професија и на оваков начин дополнително искажуваме и со оној континуитет кој што го правиме секоја година ќе го правиме за време на свечената академија која ни трае од 5 до 12 мај, кога заедно со хуманитарното друштво Свети Спас и нашето хуманитарно друштво Ивона Пешевска се вклучува во световна акција што е за социјално загрозените семејства и правиме доприноси надвор, односно придонеси надвор од болниците. Така да со основувањето на хуманитарното друштво по името на Ивона Пешевска понатака, секогаш кога ќе го видите друштвото наше, секогаш каде што ќе го видите присуството на сестрите, секаде каде што ќе биде пружена дополнително нашата рака за сите наставни хуманитарни понатака ќе бидат од сега понатака под името на Ивона Пешевска на овој начин и не знам дали имаат сила на нејзиното семејство да ми се качат на сцената или јас да се симнам долу ако ви одговара, ако сакате. Како ви одговара јас да се симнам долу? Добро. Ние би сакале во знак на едно да имате внимание од Сдруженијето, го сработивме рол банер од 2-4 формат кој што сакаме да го понесете дома. Во ваква форма со златна рамка и со златни букви за да го имате и вие дома пред вас, како што сите ние сестрите секојдневно и во сите наши акции секогаш ќе го имаме како слоган за понатамошните наши успеси. Подготвивме едно цвеќе од нас да го однесете на зиното вечно почивалиште и еден ангел, бидејќи нашиот слоган е дека ние не сме ангели, сме втората најубава работа после ангелите. И овој ангел би сакале да го пренесете од медицинските сестри баш онака како што се обрати директно Каролина, така и јас сакам од целокупниот овој настан, од цело како што ќе го прават сестрите од сега па понатака во чест и во името преку хуманитарното друштво и понатака да го живее името на Ивона Пешевска. На вас Господ да ви даде сила и трпение да го надмините сето тоа доколку ако дали има зборови да се надмине нема, меѓутоа убаво кажавме дека со ова ќе го оживееме и понатака ќе трае името и делото и нова наша колешка драга, која што неседично се давала за време на ковидот во здравствените институции заедно со другите колешки. Ви благодарам многу што одвоивте време, што најдовте сила денеска како семејство да дојдете да бидете со нас. И на крај уште еднаш многу ви благодарам за разбирањето и за сето она кој што ни го овозможивте да ние го добиеме од вас како богатство и нејзиното име да го носи хуманитарното друштво. Ви благодарам. Ќе ви ја дадем и тетрадката со впечатоците, која што имаше желба од сестрите малку да се подзадржи некој период, можеби ќе биде и така подобро за да можат да добијат сите прилика да се искажат писмено нешто да кажат и ви порачат по некоја убав по некој збор мисла и нивно чувство. Па бидејќи незината мајка беше наша колешка во болницата овде и ние имаме конекции, па можеби најдобро е да оставиме малку да може сите сестри колку што сакаат и можат да се искажат. Додека рол банерот 2-4 формат со ангелчето и цвеќето ќе се симнам долу да ви испочитувам. Ви благодарам многу уште еднаш. Ќе ги доставите на незиното вечно почивалиште во име на сестринството, во име и како специјален поздрав наш од медицинските сестри. Господ да ви даде сила и да ви даде трпение. И благодарам многу на другите наши вакви наставници да приликуваме за тоа кој имате. Сакате нешто да кажете, ви молам. Ви благодарам многу уште еднаш. Со ваша дозвола ќе го приликуваме на другите хуманитарни наставници и често ќе го слушате овој слоган. Ви благодарам уште еднаш. Фала многу.